Денеска во 16 часот на Телма. Денеска официјално истартува зимскиот сајм на книга во Матица. Тие секогаш промовираат македонски, особено млади и талентирани автори, а ние сме поддршка на истите, така денеска ќе се дружам со младиот Јован Илиевски, меѓу другото честит именден. Фала. Се надевам дека нешто благичко ќе донесеш, Јован, ама ајде во средна прилика. И тука е заедно со нас Ксенија Николова, исто така познат македонски автор, писател на читателската публика. Верувам дека дел од вас, односно дел од нашата публика ги имаат и прочитано вашите досегашни изданија. Се разбира дека ќе видиме како и секоја емисија расположени да наградуваме, така што ќе го очекуваме на добро познатиот телефонски број 307667, да си го започнеме разговорот. Денеска официјално стартува зимскиот сајм. Ксенија, ти вечерва подпишуваш книги. Која ќе биде твојата улога во рамки на овој сајм? Да, вечерва во 18 часот ќе бидам во Матица, ќе подпишувам книги. Воедно е официјалното отварање на зимскиот сајм на книгата во Матица. Идејата е сите ние да се представиме, да се запознаеме со нашите читатели, а воедно и читателите да дојдат и одблиску да не запознаат нас и да си го одберат своето ново дело за оваа зима. И мислам дека е многу интересна целата приказна и дека ќе биде многу убава за сите нас. Така да ги поканувам сите, не само денес, туку да продолжат да доаѓаат во текот на целиот зимски сајм. Така, сајмот е од денеска 20 ќе трае се до крајот на јануари, 31, 30 јануари. Јован, е твојот ден кога ти ќе подпишуваш книги? Понеделник, така. Ќе подпишуваме, ќе се дружиме и така. Во колку часот ќе биде твојот дел? Во 6. Во 18 часот. Како со сите. Така, добро. Ајде, Јован, јас искрено големи книги, навистина обилни од твоја страна. Едната е насловена Кругот на животот, филозофија на животниот циклус, другата Сенки на полнок. Зашто, за какви дела станува збор, што најчесто те инспирира за да ги создадеш, која е првата, која е втората книга? Па вака, првата книга, Кругот на животот, издадена во Матица, се работи за едно семејство сместено во Скопје, во далечна 1900 некоја, мислам дека. И всушност е преплет на приказни од сите ликови од тоа семејство. На некој начин го прикажува нашиот менталитет и сето тоа. И немам баш некоја посебна инспирација за оваа книга, туку така седнав и се решив да напишам една приказна. Понекогаш мислите доаѓаат во ниедно време, а некогаш кога сакате да пишувате, сега јас не сум писател, ама барем така не ми велат сите, дека кога има инспирација има, некогаш се случува и со денови, со месеци да нема. Се напиша во еден здив или ти требаше време? Во еден здив. Во еден здив. Во еден здив. Како помина, односно какви беа реакциите на публиката која што имаше можност да ја прочита? Па како прво дело ми требаше да се пробијам, но добив многу позитивни критики и некои негативни што всушност ми беа поттик за да ги поправам работите во мојата втора книга, Сенки на полнок, која што е всушност мистерија, психолошки трилер, во кој што се работи за девојка која што исчезнува. Тоа секако дека на некој начин е клише, но понатаму му приказната води кон други предсвати кои што... Да. Та не би требало и се да откриеме, треба читателот едноставно да ужива во делото. Веќе имаме гледачи, како и секогаш заинтересирана читателска публика, веќе двајца, па да ги поздравиме. Добро утро! Ало, добар ден! Добар ден, нека биде, со кого се дружиме? Добар ден и добро утро! Да ве поздравам сите вас во студиото. Благодариме. Да ви пожелам убав празник денеска и името на писателот нека му е вечно. Благодарам. И немам што да кажам за Телма, тоа од Сабајле, од јутра до сутра се седи, не се работи ништо и се прати Телма. И репризи се? Така. Добро, драго ми е дека е така. Нашата публика е секогаш културна на ниво и читателска.
И кажете ми со што ќе ве наградиме, односно која книга ќе се одберете, дали некоја од овие на Јован или можеби од тие на Ксенија Николова? Па сега дека кога се јавив и кога му го честитав името на Јован, нека биде од Јован, за да го памтам овој ден, кругот на животот. Кругот на животот ќе биде ваша. Так. Ви благодарам Другаде можам да многу. ги подигнам, кажете ми. Веднаш по завршување на денешното издание во просториите на Тилма. Ви благодарам, убав ден и нека е за многу години празникот. Убав ден и вам ви пожелувам, останете на фреквенцијата на Тилма, ајде да го поздравиме следниот. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав. Драги са ваша редовна гледачка на разговор. Ве поздравувам вас, ги поздравувам младите автори. Колку често читате книги, а второто прашање е колку пак ги почитувате и читате македонските автори? Македонските автори секако најмногу. Баш ме радува. Наши и треба да продолжат понатака да пишуваат. Дали може би имате нешто прочитано од нашите денешни гости, од Јован и од Ксенија? Конкретно од денешните гости не, меѓутоа го следам Петров. Така. Така да сум презадоволна. Супер. Да, навистина е убаво што веќе издавачките македонски куки ги поддржуваат домашните писатели, значи не е нели секогаш само да се промовираат авторите од Европа, од светот или од Балканот, треба да се даде поддршка на домашните. Книга од Ксенија или книга од Јован? Книга од Ксенија. Добро, макар уште еднаш или идиотски приказни? Макар уште еднаш. Добро, ви благодарам многу. Оваа книга Благодарам и на вас и би сакала ако може да ја подигнам од Матица. од Матица. Можете да појдете вечерва на подпишувањето во 18 часот. Може ли Ксенија од таму? Може да и војно да ја подпишам. Да, ете, договорено. Благодарам многу. Ви благодарам многу. Ксенија, пред да ги вклучиме останатите, може да ги, еве да кажеме накусо што зборува макар уште еднаш, ако не слажам, ова е твојата последна Да. издадена книга. Така е, ова е мојата последна издадена книга и воедно мојот роман, бидејќи останатите две дела беа малку поразлични, да речеме еден збирот приказни. Ова е комплетен роман со многу поразлична насока и можеби нешто поразлично од мене. Многу интересна приказна, нема да навлегувам многу и да откривам, само мислам дека може да се научи многу за еден нов свет во неа, од информативен карактер е пред се, а исто така нели се разбере базирана и на доста емоции, на доста релации помеѓу луѓето, така да мислам дека би им се допаднала на читателите. Различно е кога се пишува поезија и проза и роман, или? Па сигурно дека е различно, да. Сигурно дека е различно. Ајде да го поздравиме следниот. Добро утро. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Скопје, Оле на телефон. Оле, Така, поздрав, како сте денеска? добри, ве гледаме. Благодарам. Читате ли книги? Ги посетувате ли често саимите кои што Матица ги организира постојано? Така да, сега не одам на бед, купив една книга, многу убава. Мгм. Предностите на еден Оле. Добро, а македонски автори читате ли? Читала, да. А од гостите до сега не. Супер, ева можно да се запознаете со нив и со нивната работа, идиотски приказни или сенки на полноќ? Од сенки на помоќ. Добро, и Мачкото. од момчето. Благодарам. Оле, книгата на Нешто да ја подигнам? Јован ќе биде ваша, веднаш по завршување на денешното дружење од просториите на Тилма. Го поздравувам, ако имам уште еден гледач, идиотските приказни, ова е втората книга на Ксенија. Добар ден. Поздрав, со кого се дружиме? Поздрав, Иванка, нека е честит имен ден од вас. Не, тоа беше со позитивна конотација. Во следна прилика за дружињата да продолжат. Ви благодарам многу за интересот, за тоа што сте денеска и вие дел од утринската на Тилма. Идиотските приказни од Ксенија Николова ќе бидат подарок за вас, да имате на овој убав празничен ден.
Филипи, как го представите на тема да си ја подигнете оваа книга? Ви благодарам многу. Ксенија, што најчесто е инспирација за пишување? Јован ми спомена, имаш ли ти моменти кои што од животот, кои што едноставно те инспирираат да создадеш ново дело и се пишува ли нешто ново покрај последнива книга? Па секојдневието мислам нема некој конкретен момент кој што можеме да го издвоиме и тоа нели најчесто и Јован самиот знае доаѓа неочекувано и непланирано, така да ние немаме некоја контрола да тоа што ни инспирира или што не ни инспирира. А што се мислува дали нешто ново се подготвува, да, се подготвува, но не брзам. Јас никогаш како и за претходните дела не сум ги брзала и во никаков нели некој рок не сум се ограничувала, така да имам некоја замисла, ама Јован, се пишува ли трета книга? Твојата прва книга ми спомена на 16 или 15 години ја имаш напишано. Да, издадена само, тоест испечатена во печатницата во мојот родни град. Така? Значи не е во раце на Клуб Матица. Така? Но сега спремам нешто ново, но како што рече Ксенија, не брзам, не гледам тоа само така исплукана на брзинка, туку да помине време и баш поради две книги и поради позитивните и поради негативните Критики и коментари? критики гледам да созрям со многу повеќе. Така, и секоја наредна книга, претpostavам сите така размислуваат да биде подобра Да, од претходната. од претходната. Да, според некои истражувања еве на Клубот Матица, зимскиот период е некако најдобар за читање книги. Што мислите вие? Што вели вашето откружување? Па, луѓето во зима се обично во своите Домови или на зимски одмор, може би, празници се. Да прочитаат некоја книга и така. да, и јас исто го мислам, дури и во лето нели се мислам Со апсолутно книга на плажа. Да, значи се мислам на тоа кога луѓето имаат слободно време да го посветуваат на читање, што е супер и што се надам дека ќе биде се почести при нас. Што еве вие во слободното време читате? Какви жанрови на книги, кои автори би ги препорачале до нашата публика? Па јас во последно време, можам да кажам, последнава година се обседнав некако со драмски текстови, значи се нешто што е интересно и ново го истражувам, баш сега го читав само уште го читам, еден сосема за нас тука непознат српски драматург, Пекиш се вика. Тој е многу познат и доста успешен на театарската сцена во Србија. Така да малку во таа насока се интересирам, бидејќи сакам да се надоградам на тоа поле, ме интересира. И тоа е нешто што го читам се разбира и од моите колеги најновите дела, ми се на листата на читање. Тоа се разбира. Тоа се разбира, меѓусебно како издаваме нови дела, меѓусебно си ги читаме, тоа е многу Тоа е важно. многу важно и претпоставувам И за разминување позитивно искуства. влие, да. Затоа што не знам, едноставно треба да си дадеме поддршка. Сепак сме нели мал пазар. Апсолутно. Македонските писатели не се да кажам многу бројни тука кај нас и за жалајте издавачките куќи до пред некоја година многу повеќе нели ги промовира странските автори, а сега е македонските, да. Убаво е. Јован, што најчесто ти читаш во овој зимски период, сега си на зимски распуст? Да. Освен оние за на училиште? Да. Во последно време гледам тоа да бидат некои психолошки со некои као некои да не кажам елементи кои што во последно време баш ме исполнуваат тие, но многу сум наклон кон читање на љубовна проза. Тоа ми е, да. Тоа нешто во поново време или од секогаш те привлекувало? Од секогаш. Супер. Тоа Може сум би јас. година ќе напишеш и некоја таква книга? Би сакал проза да се обидеш да пишуваш? Односно проза веќе пишуваш, така? Да. Супер. Ксенија, што најчесто еве и вас ви влие во изборот на одлука да одберете добра книга?
Па најверојатно со емотивната состојба во која што се наоѓам моментално, препорачуваните дела секако дека се земени во преглед од блиски пријатели, ете не е важно, значи мислам секоја добра критика нормално дека ете раѓа желба да се прочита тоа дело. Но мислам дека секој во моментот во кој што се наоѓа, си ги наоѓа делата кои што му одговараат, ете дали е тоа љубовно, дали е тоа не знам фантазија, дали е тоа нешто, некој трилер, не е важно, но мислам дека зависи најмногу од тоа како се чувствуваме моментално ние сами. Автобиографски моменти има во вашите дела? Има нормално, да. Да, Но но не тоа е се. се обично емоции. Да. И вака како за пред крај, Ксенија, ќе завршам со тебе, бидејќи спомена во последно време читаш драмски текстови. Да. Дел од нашата публика, претпоставувам, знае дека зад големи музички хитови стои твојот ракопис или, како да кажам, тие се твои дела. Да. Дали тоа значи дека покрај книгите, текстовите за песни кои што ги имаш напишано за голем дел од нашите музичари, може да те видиме како да заокружиш една драмска представа? Некој драмски текст, да. Па искрено нисум се осмелила до сега, затоа што пред се тоа е многу посериозна насока. Луѓе се образуваат за да бидат драматурзи или сценаристи, не е важно. Но секако дека не е зло да се учи, да се истражува. Јас моментално сум во тој процес, истражувам, учам, пред се затоа што имам голема љубов кон таа насока. Може би еден ден додека навистина сметам дека сум подготвена и нешто да се случи да се поклопат некои коцки, зашто да не, јас имам напишано нешто така за себе и ќе видиме, значи не сакам да дискутирам на таа тема посериозно, освен тоа дека ми е драго сега за сега што имам љубов кон или да, тоа е тоа. Бевте одлично друштво. Љубан, се враќаш за Тетово? Да. Супер, се Сега. надевам дека вечерва ќе биде убава вечер за тебе. Ксенија, во 18 вечерва се гледаме во клубот Матица, Јован со тебе на 30 во понеделник за 2 недели отприлика така ќе му дојде, исто така во 18 часот. Во меѓувреме и останатите македонски автори кои што беа и вчера дел од утринска нателна ќе бидат во клубот Матица да ги потпишуваат своите дела, така што бидете и вие дел од овој нов саем, зимски саем на клубот Матица. Ве поздравувам до некоја следна прилика, се надевам дека дружењето ќе продолжи заради тоа што ние си покажаваме поддршка на убавите работи, особено ако се нели на домашна територија. Ти благодариме. Благодариме. Продолжуваме со останатите содржини, музика во продолжение за добро расположение.